Второ вечер, по трет пат, од Битола градот на конзулите. По трет пат, Македонски собор, по трет пат движење по широк сокак. Повторно, колку сме, толку сме. Излезени за заштита на своите уставно загарантирани права. Право на движење, право на здравје, право на вработување, недискриминизација, затоа што со предложените мерки на владата кои се веќе во тек, на нас, кои не киме да се вакцинираме, ни се ускратени основните и елементарните човекови и граѓански права. Јас сум Тони Апостоловски, обичен човек, граѓанин на град Битола. Ова сега што го правам, требаше да го прават телевизиските куќи, кои за жал Почитувани браќа и сестри, никаде ги нема, посебно телевизиските националните телевизиски куќи. почитувани познаници, Сител, пријатели, Телма, Анал 5, почитувани и непријатели. 24 вести, Со Македонската голема радиотелевизија, која што ви прикажуваат секојдневно сцени од ветерче во Никарагва, совраќајна незгода во Шпанија и така натаму, а не известуваат токму како христијани, како муслимани, нашите градови, да се спротивстават не известуваат она што се случува во Франција, против на најголемиот, вчерашен ден пример, на Ден Богородица, а тоа е во Франција имаше излезено милиони народ по улиците. Меѓутоа, нашите медиуми, и веруваме никој од нашите медиуми не излезе со таква информација. Ако искушение, ги гледавме ние, аула, ги гледавме французите како излекват по градови, со чисто верување, не разбирам француски, меѓутоа либерте нешто вика. Предпоставам дека е слобода. поголем и поголем број. Затоа што ова што ни се случува денес, Нашата цел она што ни се случува е да се сега, стави крај доправа, на пресилното ќе зема се поголем и поголем замав. вакцинирање, кој ни го вметнуваат одредени сатанисти, уништувачи на човечкиот род низ целиот Ево свет. малце да доловите од атмосферата. Светот се буди, народот реагира. Нема да паднеме во оваа сатанистичка игра. Ке се бориме, ке не има насекаде се Денес поголем не има број со една единствена цел. од сите вероисповеди, На човечки не има и христијани, не има и муслимани, не има од сите старосни граници, Покажани се има деца, несакани Ево, смртни, загрижени родители, здравствени последици од примањето на вакцина. кои што, предпоставам, ќе речите дека се теоретичари на заговор. Корона. И ако сме ние сите теоретичари на заговор, Дека нема, дека не постои вирусот. Не сме против одлучна тогаш вие изјаснете се што сте. организација. Посебно прашање до власта. Прати ми ние, не сме толку неуки колку што не мислите. Ви значи ли нешто името на доктор Владимир Зеленко? Ви значи ли нешто името на доктор Роберт Малон, изумителот на вакцините? Ајде, ќе ви пуштиме на сите национални телевизиски куќи. Јас ќе ви пратам, ви ветувам дека ќе ви пратам снимка, за да го видите изумителот на Pfizer вакцините, што зборува и дека бара хитно повлекување на вакцините од понатамошна употреба. То не го рече Филипче или Караджовски или Даниловски или не знам кој или па јас. Зошто тоа не оди на воетер, по медиумите? Длабоко се запрашате. Затоа што вие медиумите, токму баш вие,
сте најодговорни за целата хаотична ситуација во татковината. Известувате се и се што само за нашите животи оставате да се известуваме самите. Нашиот обрател, нашиот заветник. Се буди црквата, се буди џамијата, се буди народот, се најде силна обединетост. Нашата мисија продолжува. Срам и арам. Сава за медиумите зборува. Денеска вечерва ја посветувам токму баш вас. Овдека се само тера телевизија. Ево, гледате, нема организатори, нема ништо, има само загрижен народ за својата иднина. Ќе бидам статичен известно време, за да доловите од прилика битолската атмосфера, да ги видите теоретичарите на заговор, ќе видите и млади, и стари, и деца, и жени, од се и се што понешто. Во изминативе денови ќе мора јас да известувам кога нема кој. Имаше судење во Израел, каде што 90% од вакцинираните од оние кои што добиле веќе 2 дози заболуваат од COVID-19 и со онака намалениот имунитет паѓаат. Главен сведок му беше доктор Владимир Зеленко. И него предпоставувам дека уредниците на телевизиските медиуми не го познаваат. Ако ќе го запознајте, меѓутоа ќе биде многу касно. А вие ќе останете жигосани за веки веков, како соработници на глобалистичките сили. Во моментот сме пред хотел Епинал, пред Домот на културата. Битолчани мои, се гордеам со вас. Се гордеам со нашето единство. Посакувам вака да биде во сите македонски градови. Браќа и сестри, станувајте, не се работи за вас, се работи за иднината на вашите деца, на вашите внуци, се работи за иднината на идните поколенија, на неродените. Овие се решени од капитализам да направат трансхуманизам, односно секој од нас да го направат машина, компјутер, кој што ќе може да командуваат некои дебили од затемнета просторија, да ви нанесуваат разни болести. Са ќе речите, ајде се разбира и од медицина. Се ќе почнеме да се разбираме. Се додека и медицината ќути. Се додека и медицината се прави тупава. Ќе мора да бараме алтернативи. Ќе одиме по бајачки. Ќе се лечиме. Ќе ослободуваме токсините кои што ги наметнувате во нашите тела. Приквечер сме, меѓутоа сепак се гледаат ковид облаците над Битола. Јас ове ги викам ковид облаци. Како ги викате вие, не знам. Имам снимка, преге снимив едно авионче, си леташ и ослободваше трага од ова. Хемтрелојте, еве го ова е ковид облак, како можете да го видите. И сега очекувајте утре зголемен број заболени од COVID-19. И оп, ние народот, теоретичарите на заговор, не чиниме. Зошто да немаме право на поинакво мислење од вашето? Ајде малце ова јагол да фатиме народот. Ево, пред нас има многу малце народ. Еве го народот кај. Оти ќе речат утре, би слегоа таму 4-5 хулигани. Не знам што сакат тие антиваксери се, политичари се. Јас овде колку што гледам немам ни еден политичар. Дека сме антиваксери, да, сме. Зошто? Затоа што сме информирани. Информирани, дење и ноќе. Гледаме по нето што се случува.
Не можете да спречите, ќе блокирате едно видео, ќе блокирате 2 видеа. 3 видеа блокирајте, 4-тото ќе излези, ќе го шеруваме, ќе го презентираме на јавноста. А вие медиуми и понатаму да ќутите. За вас се важни доларите и еврата кои што ги земате. А вие па новинарчина, уредничина, презентери на вести, немојте да мислите дека не знаете што правите, да се вадите некогаш. Дека ми што знам, јас мене ми дадува така да ги презентирам вестите и јас за плата работев. Не, дами и господа, вие работите за сатаната. Не работите за плата. Затоа што срам е ова голем брез за вас, бе. Гледај овој народ што е овој. Погледнете до кај народот. Никој остајани сме сами. Немаме организатори, немаме политички партии, немаме политички издруженија кои што ќе застанат во одбрана на она што се вика човек. Оде малце потесно, врвиме низ кафичите, кои што гледате. Ево, цел кафич, тројца намаса, вакцинирани сигурно, останатото празно, и чека, што чека, да му падни тавано на глава? Не паѓа тавано на глава. И тие ќе банкротират, што ако се вакцинирани? Ете, има случаи во Македонија. После 2 вакцини, сега следва и 3-та вакцина. Го слуша Филипче преге. Со 3-та вакцина се ќе било во ред. Не знам како е Скопје, Скопјани, порака до вас до Скопјани. Обединете се со протестите. Ова што го правите за нас е смешно. Закажвате 3 протести. Едниот пред собрание, едниот пред влада, едниот на плоштад. Но толку ли не можете да се обедините во еден протест, во еден удар? Нема веќе, ова е последната борба за човештвото. Кој како сака нека кажи. Може би на некој во овој момент му е смешно. Меѓутоа допрва нас лошото ни иди. Вие што сте невакцинирани, што не сакате да се вакцинирате, повелете на плоштадите ширум Македонија. Не е време за мудрување, не е време за паметување, не е време за омраза. Едноставно се бориме за нашите голи македонски животи. Повторно ќе речам, колку сме, толку сме, наши сме. Има секакви притисоци, знам, од вас. Меѓутоа, посебно до црквата, до Македонската православна црква, и за вас рам и арам. Вие, кои што го проповедате, Божјото Слово, треба ли јас, обичен верник, да ве подсетам на откровението по Јован Богослов? Срамота. Колку сте? 7-8 владици, митрополити. И заради вас 7-8 цело свештенство, сите верници ги фрлате така во очај. Наместо да бараме спас во црквата, вие не оддалечувате од црквата, не знам дали сте свесни. Истото важи за муслиманската заедница. Предпоставам дека и кај ним истото е. Луѓе, сватете, овде се работи за тоа дали ќе останеме и понатаму луѓе. После ќе си се делиме на вери, на нации, на јазици, на се и се што. Да пробам малце од озгора се подкачам тука. Македонска православна црква, посебно се спремаме за вас. Кога вие нас не гледате, ќе ви дојдиме дома, во вашите дворови,
во вашите цркви. Ќе ви тропаме на врата да станете и да го поддржите својот верен, религиски, од Бога даден народ. Без нас сте ништо. Без нас сте ништо. Срам. Пуштате отец од кај вас да повикува на вакцинација. Па тоа е сулудо што не знам. Некој од нас дебело греши. Или ние, или вие. Почитувани и непријатели. Со голема тага и жалост. Но затоа И со голема на наредните протести ова нема да запри туку така. како луѓе, како верници, обединети Ево, оди сега и како нешто оди во мусlimани етер, да се спротивстават некој спремен материјал, видео изменет, аудио изменет и повторно нема никаде ниту еден припадник на безбедностните сили. Па и нема потреба. Никој овде ништо не работи. И сега гледайте кој контраст македонски мој народе. Има од друга еднава страна си седат, си јадат, си пијат, задоволни, презадоволни. А од другата страна има некој, не знам зашо варат овие предвача се. на сите нас во се поголем и поголем. И повторно, до тука завршуваме, пред офицерски дом, Стив Наумов, нашиот херој, И уцелувачкото денешно вакцинирање ќе додиме повторно, и повторно, и повторно. Ќе идиме, Учиме човечкиот род, се додека го има и последниот жив човек. светот се губи, Ајде са тука ќе се совериме, народот реагира, без говори, нема да почитувани граѓани, вие што ќе се бори, ќе гледате снимкава, има на верувајте, ова го правиме чисто, во поголем број нема организатори, нема политички партии, има само народ на човечкиот род и живот. и ќе ни има се повеќе и повеќе. Македонски народе, охрабри се, излези. Немој да си само бројка вакцинална. Немој само да си заболен од COVID-19 измислениот, како што викаат тие невидливиот. Почитувани сограѓани, знам дека очекувате нешто од нас, народот. Ќе одиме, како ќе се движиме понатаму, не знам. На светските олигарси, Меѓутоа, на политиката која сигурно нема никогаш да се откажиме. политичари на нашата земја и компанија. Цврсто стоиме за вакцинирањето, Тука застана некаде, луѓето не можат да дојдат. Е тесна Битола. Изминативе 30 години само Скопје го градевме, Битола беше запоставена. И уште има да биде запоставена сега на локалните. Излезете и гласајте. повикуваме на обединета, слобода на изразување, слобода на Посебна благодарност до контролорите на Facebook, кои што вечервава, еве не оставија така да одиме лайв, да одиме во живо, затоа што прошлиот пат имавме проблеми со вас, па баравме алтернативни патишта. сите да доложиме животот кон истина, нашиот склонител, нашиот создател, нашиот семотник. Се буди црквата, се буди џамијата, се буди народот, се раѓа силна обединетост. Нашата мисија продолжува и гласи Стив Наумов, Стив Наумов, херој битолски. За шо си се борел, бе? живот и рад. Нека ти е вечна слава и тебе. Скромно, без говори ќе се повторам. Меѓутоа со срце. Kilim bujno
Тука некаде би бил крајот. Се одјавувам сега за сега. Се гледаме наредната недела. И таа после неја, и таа после неја. Терминот го знаете, 19:00 часот.